ставот на граѓаните е јасен, не сакаат да има зграда кај мајчин дом. Исто така и вие не отстапувате од градење на зградата, барем според синоќешната средба. Постои ли начин да се заштити просторот и таму да нема објект, туку да остане зеленило? Овие 2 недели додека имавме забрана, баравме соодветно решение. Соодветно решение за размена на локацијата со иста вредност и гледавме во аеродром дали има некоја слободна локација што ќе биде во приближна иста вредност како нашата локација и не можевме да најдеме таква локација што реално во Скопје многу тешко е да се најде локација. После излегувавме и од рамките од општина аеродром во центар, гледавме и во Карпошт истиот проблем, значи локација многу тешко се наоѓа, бидејќи негде нема дуб, а дупот и додека се носи оди многу долго време, или некоја локација што најдовме не беа чисти имотно правни, а експроприација да се врши за приватен објект не може. Експроприација на земјиште може да се врши само ако е јавен интерес. Тука имаме и законски пречки. Значи, овие 2 недели се трудевме многу да најдеме соодветно решение, но овој проблем со локациите, верувајте ми, не може да се реши со години, иако што имаме сите волја нешто да правиме некоја рокада. Дали сте согласни на барањето на жителите таму да нема зграда? Барањето на жителите, јас сум бил согласен, например, тоа зеленило што е да имаме повеќе зеленило отколку што е сега моментално. Значи, зеленило ќе има и во дворот, околу зградата, и во соседната парцела, и вертикално, и хоризонтално хортикултурно уредување ќе има. Очигледно дека имате проблем да се најде нова локација што би било размена. Дали и на колкава сума сте согласни да бидете обештетени за да не се гради објектот пред мајчин дом? Ако се бара обештетување во пари, треба реален проценител да се зима, да се види колку се пари се платени за земјата, колку имаме трошени за комунали, колку имаме за проекти, колку време работиме во тој проект, колку камати плаќаме во банки, бидејќи имаме огромна рата, месечна рата, и не бараме ние кој знае каква добивка во таа зграда, минимална добивка, ние спремни се со пари да ја продаваме. Но верувајте ме, и тука имаме проблем, бидејќи општина Аеродром нема пари да ни обештети во пари. Колкава сума побаравте? Обештетата беше од 8 до 11 милиони евра, грубо кажено, сега со проценител точно треба да се проценува тоа. Согласен сте на обештетување или останувате на ставот да си ја изградите зградата? Обештетување, општината реално нема финансиска можност да не исплати. Тоа сите го знаат во Македонија. Бидејќи буџетот толков мој на општина, и последно време во општина Аеродром не се гради. 5 згради се градат. Во поранешниот состав се гради околу 100 згради. И така се собираа повише комунали. Сега во општина Карпуш, во општина Аеродром, минимално се гради. 5 згради, тоа е многу мал број на згради се градат. И така нема никаква можност да не исплатат. Значи, на евентуална нова средба со граѓаните, вие ќе им објаснувате зошто треба да се гради зградата? Апсолутно. И тоа што ќе го градиме, ќе ги уверам и вас како новинари и граѓаните дека ќе се грижиме и се грижиме за животната средина, бидејќи проектот ни е екопроект. Не е ова стандардна зграда. Во ова зграда е многу повише вложено во изолација заради зеленилото, заради одржувањето на зеленилото, и тоа ќе биде реално украс за целата општина, бидејќи ние не сакаме да градиме кинески згради, туку сакаме да ги вклопиме зградите во таа урбана заедница. Вие свесно влеговте во овој ризик да наидете на силен отпор од жителите на Аеродром против изградбата на зградата. Зошто воопшто влеговте во таков ризик? Зошто воопшто го откупивте земјиштето свесно во соглед на претходните протести и противење на жителите против овој објект? Значи, јас сум влегол во овој проект верувајќи му на правна држава, дека тој детален урбанистички план е во сила.
дека нема да имам никакви правни пречки за изградба на таа зграда. Дека во таа локација ние ни едно дрво не сме исечеле. Значи, таму немаше ни едно дрво. Значи, а сега, напротив, сега планираме минимум 150 зимзелени дрви, и тоа големи дрви, не мали дрва, да садиме, да амбиентот да биде уште по-оплеменет. Значи, не сме ни размислиле дека ќе дојдеме во ваква ситуација. Не бевте свесни дека ќе има протести? Може би незадоволство да, ама за протести не сме мислеле дека ќе има. Бидејќи тој ДУП е донесен и знаете, ДУП-от тие што го гласаат, тие протестира, што не е вред ни таа работа. Значи, тие можеле да го стопират градбата, да не го гласат ДУП-от и нема да дојдевме ние до оваа ситуација. Ги следевте ли протестите на граѓаните во периодот додека се носеше ДУП-от, во периодот додека се поднесуваа забелешки? Бидејќи јас тогаш сум живел во Чаир и апсолутно не сум мислел дека нешто ме интересира за градба во аеродром. Ако само малку сте погледнале, Да, зашто јас последните години, да кажам, телевизија не гледам, бидејќи ни немам нерви, ни време немам, бидејќи многу работиме, ако нешто гледаме во интернет портал, нешто што е така интересно за нас. Не сме биле запознати со деталите. не ги знаевте деталите, не ја знаевте историјата на локацијата, на носењето на планот. Апсолутно, не сме биле запознати, туку сега, од кога настана проблемот, повише сме биле заинтересирани и гледаме дека имало некаква историја за тоа место. Сега граѓаните бараат од корен да се фати работата, да се преиспита начинот на кој што било приватизирано земјиштето уште 2007 година, па се до моментот до издавањето на одобрението за градење од општина Аеродром. Земјата јас сум ја купил на лицитација од соодветна банка, организирана на лицитација со 3 најголеми градежни фирми сме учествувале во таа лицитација и ние сме ја добиле по легален пат локацијата. Колкава сума плативте само за земјиштето? Само за земјиште плативме 183 милиона денари, тоа значи 3 милиона и нешто евра. Средбата вчерашна ја најавивте само неколку часа пред да се случи, и тоа само на неколку медиуми. Зошто не ја најавивте барем еден ден пред? Не е точно неколку часа, туку сабале. Го најавиме во интернет портали, го имаше и во Time.mk, што е најчитан портал. Нормално, ние сме градежна фирма, ние не сме пиар за медиуми, разбираш? Зошто не ја најавивте еден ден однапред? Па еве сега второто што ќе го имаме, ќе го најавиме еден ден, 2 дена понапред. Уште колку време ќе преговарате? Ќе преговараме, додека се најде решение, ќе преговараме. Тоа може да се издолжи во години, а не во месеци. Не може со години. Со години ние ќе банкротираме ако се ложи, разбираш. Ќе преговараме уште неколку недели да видиме да дојдеме до соодветно решение да бидат задоволни сите страни. Бидејќи јас им реков вчера и на граѓаните, ако треба и гаранција ќе давам дека и во другите парцели што има тука, државни парцели што се што нема доволно зеленило, ќе садиме, ќе правиме некоја градина голема што цел живот да не памта за едно убава работа, значи. И само уште едно прашање околу парцелата кај Основното училиште Ѓурѓе Апулевски, каде што сте ко-собственик, во моментов е заштитено зеленило. Зошто ја купивте и таа парцела? Таа парцела е купена пред 12 години, заедно со Евроактива, и тогаш имало ДУП таму. Имало предвидено хотел да се гради. И после тоа, таа маркица за хотел беше избришена. Зошто ви е земјиште на кое што не може да се гради? Тоа земјиште го продал државата, Министерство за транспорт и врски на лицитација. За таа кај Ѓорѓе Апулевски. Значи, државата треба да мисли зашто продава земјиште. Продава земјиште да гради. И ние како инвеститори доаѓаме до заблуда. Плаќаме на државата пари и после од кога ги зима државата парите не може да градиш. Вие како инвеститори ќе чекате врз основа на ГУП да се изработи ДУП, за да се нацрта и таму зграда за никогаш да продолжи да се гради. Ако општината не може да носи ДУП, заедно со граѓаните, како што најави градоначелник дека ќе формира посебно тело да присуствуваат и граѓански здруженија, тогаш нека најдат соодветно решение. Се согласувам ја. Не сме ние штета да правиме. Апсолутно, нека најдат решение, но не да биде само во наша штета, да биде да се најде компромисот. Ако не може да се гради таму, нека ни кажат кај може да градиме.
Тоа е за Деветкатницата, меѓутоа за локацијата кај Ѓурѓа Полевски. За локацијата за Ѓорѓи Полевски, исто ти викам. Разбираш, зашто државата ни го продал тоа, Министерство за транспорт и врски го продала земјата. Ама вие свесно сте купиле зелена површина. Не било зелено кога сме купиле. Не, Било според ГУП, без донесен ДУП. Не. Кога е продадено земјата е продадена со маркица за отел, имали проекти, све, но ние не стигнавме на време да го градиме отелот и во меѓувреме се смени планот. Сега таму не планирате? Не.